Благодарејќи на господинот Заев и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, државата Република Македонија веќе неколку месеци се држи во политичка агонија на која отприлика не и се надзира крајот. Наместо да се направи исчекор, земјата да излезе од криза, Заев во континуитет на насилен, дволичен начин долева масло на огинот со едноставна цел како најскоро да се добере до власта. Се разбира, на крајно компромитирачки, деструктивен и нелегитимен начин, газејќи ги сите демократски, политички и државни институции на Република Македонија, и тоа со насилие и закани. Граѓанската опција за Македонија Гром го повикува лидерот на Социјалдемократскиот сојуз и неговите другарчиња, кои сесрдно го поддржуваат во ова општа деструкција и разнебитување на Република Македонија, да престана со скандалозните серијали за вистината за Македонија, зашто сакал тој или не, вистината има и друга страна, која полека ја спознаваат сите разумни граѓани на Република Македонија. Вистината не е Заев. Не ми е јасно како се промовира за голем демократ и љубител на вистината, а кога тој ќе се соочи со вистината, се претвара во разневен волк кој се заканува на членството на граѓанската опција за Македонија. Неговите блиски фирми претат со откази на членови на нашата партија, вршат притисок врз блиски членови на нивните роднини, семејства и така натаму. Згоре на тоа, Зоран Заев му се заканува со кривична пријава, замислете, на председателот на општинската организација на Гром Струмица, господинот Сашо Милковски. Господине Заев, како тоа мислите вие да барате мито, а ние кривично да одговараме? Тоа ли е правниот систем кој што вие ни го нудите? Тоа ли е иднината што ја нудите на овие граѓани на Република Македонија? И вашиот нов концепт да се симне мурто, да се качи курто. Да не случајно мислите дека членовите на граѓанската опција за Македонија ќе ве поддржуваат во вашите незаконски действија и вашиот налудничав поход да се прогласите себе си за премиер, а можеби вашиот брат Вице за гувернер на Народна банка на Македонија. Ова му е неопходно откако на господинот Заев, откако во Струмица го исцица целото државно земјиште, па сега му се потребни нови територии за да додаде можеби уште некоја нула на богатството на кланот на Заеви на нив својствен рекетарски начин. Очигледно не е наарно премногу вистина за човек со мал демократски капацитет. Заев бара оставка на владата на Република Македонија и тоа не само оставка, туку требала да дозволи и преодна влада, а тој не е подготвен да свика ниту обична седница на Советот на општина Струмица, за да им објасни на граѓаните на општина Струмица, да ја објасни неговата тактика за неговото земање на мито. Затоа, господине Заев, немој да очекуваш поддршка од членовите на Гром, туку како што бараш отчет и одговорност, исто така и ти си должен да поднесеш одговорност. Во Струмица секако пред својот совет, пред Социјалдемократскиот сојуз и секако пред обвинителот. Она што Заев го нуди на Македонија како алтернатива се рекетарски шеми и освета, а не иднина за граѓаните на Република Македонија. Гром уште еднаш му кажува на господинот Заев дека државата се брани преку институциите на системот, а не преку скандали и насилни сценарија кои нему ќе му се вратат како бумеранг. Граѓаните на Македонија единствено сакаат стабилна, економски просперитетна и демократска власт во која првенствено ќе се слуша нивниот глас, а не заблудена партијска врхушка како што тоа Социјалдемократскиот сојуз. Благодарам. Дали имате прашања?